подпредседателке, почитуван премиер, членови на влада, почитувани колеги пратеници, имам 3 пратенички прашања. Првото за гувернерот на Народна банка, второто за министерката за финансии, третото за министерот, поточно за заменикот министер за земјоделие, бидејќи гледам дека е тој тука. Ќе гледам да бидам краток, прецизен и очекувам да добијам секако кратки, прецизни одговори. Почитуван гувернер, како човек кој што е начело на една Народна банка или Централна банка, секако со сите нејзини функции, како и секоја друга Народна банка, да ја води монетарната политика, да ја одржува стабилноста на денарот, да управува со девизните резерви, да издава банкноти и монети, да го надгледува банкарскиот систем, да го регулира платниот систем и така натака. Пред некое време дадовте една изјава во смисла на справување со инфлацијата во државата, дека разгледувате една од варијантите за зголемување на основната каматна ставка, секако како една од главните функции на Народната банка, да ја води монетарната политика, тоа е да го регулира количеството на пари во оптек и секако и во сите учебници, секаде каде што се зборува за Народна банка и за функции на една Централна банка, се еден од начините на намалување на парите во оптек, за да се влијае на намалување на инфлацијата, е зголемување на основната каматна ставка. Бидејќи информациите кои што доаѓаат до нас се дека банките во нашата држава, посебно најголемите 3 банки во нашата држава, веќе имаат сериозно висока кредитна изложеност. Моето прашање и мислење и молба е уште еднаш да ја разгледате таа опција, да не користите зголемување на каматната ставка во смисла на тоа што нашите граѓани, некаде според податоците кои што ги имаме, веќе имаат кредитно задолжување од над 4 милиарди, 4,3 милиарди евра. Ако станува збор за 550-600 илјади кредитокорисници, најчесто физички лица, лица со потрошувачки, стамбени, автомобилски и други кредити, некаде и доаѓа просечно дека еден граѓанин е задолжен од 6.600 до 7.800 евра. Меѓутоа го спомнувам ова само во насока на тоа дека мислиме дека кај граѓаните веќе ситуацијата не е колкава е каматната стапка по која што ќе биде понуден кредитот од банките, туку дека тие во секој случај ќе земат кредити, а на тој начин само ќе ги изложиме на дополнителни трошоци. Да не ја гледаме оваа ситуација како општ однос помеѓу понудата и побарувачката, односно ако ја поскапиме понудата дека побарувачката на кредити ќе се намали, туку дека веќе станува нееластична побарувачка, е таа побарувачка каде што во секој случај граѓаните ќе подигнат кредит. Но кога ги спомнувам банките, комерцијалните, имате една друга изјава, каде што зборувате за провизиите на банките. Пред неколку дена сте кажали дека провизиите или услугите во платниот промет се јавно добро и треба да бидат регулирани, за кое што тотално се согласуваме. Провизиите кои што се или приходот на банките од провизии некаде 115 милиони евра. Приход годишен кој што го остваруваат. Некаде, ако го поделиме, тоа е 9,6-9,8 милиони евра месечно, или тоа е приход од 315.000 евра дневно. Моето прашање директно е, што предлагате, вие како гувернер, да се намалат провизиите на банките? Второто прашање до министерката за финансии, почитувана министерке, прашањето до вас се однесува на ревизорскиот извештај на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. На страна 21 од тој извештај, бидејќи придонесите кои што ги плаќаме ние како граѓани или во наше име ги плаќаат фирмите каде што сме вработени, го добиваат фондот, ги добиваат тие 18,5% дел, 6% одат до вториот столб и во законот пишува дека тие 6% треба да бидат уплатени веднаш, но не подолго од 5 работни дена. Така стои во законот. Во извештајот стои дека придонесите кои треба да се префрлат на вториот столб, фактички овие 6%, нашите,
верувам дека и вие сте член, најголем дел од пратениците и владата, секако 600.000 наши сограѓани се членови на тој столб, викаат дека заклучно со периодот на ревизија вкупниот долг е 2,6 милиарди денари. И стои во извештајот дека овие 2,6 милиарди денари, 44 милиони евра, фондот навреме ги пресметал и однел налози до Министерството за финансии, односно до трезорската сметка. Долгот од 2,6 милиарди денари или 44 милиони евра е затоа што од трезорот, парите стоеле во трезорот 2 месеци не се префрлале на вториот столб. Фактички парите на граѓаните 2 месеци се чуваат во трезор. Не навлегувам во дебатата, има пари буџетот, нема пари, 44 милиони евра пари на граѓаните да стојат 2 месеци во трезор, да не се префрлат, со сите пресметки и налози однесени од фондот за пензиско, мислам дека таа проблематика е јасна. Мене прашањето ми е друго. Ако не се уплатат веднаш или во рок од 5 дена, во законот пишува дека треба за тие луѓе да се плати надомест. Фактички да се плати плюс отколку тоа што требало да се плати во вид на камата, во смисла на доцнење на уплатата. Зошто? Затоа што вашите пари, парите на кој било граѓанин кој што е член на вториот пензиски столб, ако тие се пари кои што се уплаќаат за да се оплодуваат, за да носат принос, не е исто дали ќе ги уплатите денес 100 денари за да донесат принос или ќе ги уплатите после 2 месеци. На овој начин, ако нема надомест, губат членовите на фондот. Ние губат сите 600.000 граѓани членови на тој фонд. Моето конкретно прашање: колкав е надоместокот кој што треба да се плати по основ на тоа што трезорот, Министерството за финансии, ненавремено ги префрла парите на вториот столб, а ги има пресметките добиено од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Ќе повторам, тоа е напишано на страна 21 и 22 од ревизорскиот извештај за работењето на Фондот за пензиско и инвалидско работење. Третото прашање, гледам дека тука заменикот министр за земјоделие, ние пред неколку дена зборувавме многу на оваа тема, имавме интерпелација за министерот за земјоделие која за жал не помина. Денес се отвараат теми, слушаме и прашања, одговори за износот на исплатените субвенции, па колку се исплаќало по години и така натака. Имам исто така конкретно прашање. Пред некој ден сточарите во Пелагонија најавија дека ако до 30 јуни 2026 година, значи до 30 јуни сега, за неколку дена, не бидат исплатени субвенциите за говеда и млеко, дека ќе излезат на протест. Знаете, од 21 до 24 денари е откупната цена на млекото. Литар вода е чини исто колку откупната цена на литар млеко, барем такви се нивните изјави, такви се нивните спореди. Моето прашање е дали до 30 јуни 2026 година ќе бидат исплатени субвенциите за сточарите и за по грло на говедо и за млекото. Дополнително, бидејќи не е отворена уште апликацијата за субвенции за 2026 година, претежно течела во месец мај се завршувала, завршува јуни, а уште не е почната, како дополнително поврзано прашање со ова е кога ќе можат земјоделците да аплицираат за субвенции за 2026 година и се надевам дека нема да дадете одговор дека проблем е софтверот, како што впрочем во јавност се кажува за повратот на ДДВ на граѓаните како проблем. Благодарам.